Ова емисија на Агенда 35 го отвораме поглавјето 11. Каква е состојбата со македонското земјоделство? Иако Европската комисија забележува напредок на ова пола, клучен проблем останува модернизација на производството и зголемување на конкурентноста на земјоделските производи. Реализацијата на ИПАР 2 програмата е подобрена, но сепак речиси половина од овие средства се уште остануваат неискористени. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате: кои се забелешките на Брисел во секторот земјоделство? Што е спроведено, на што треба да се работи? Разговараме со раководителката на секторот земјоделство при мисијата на Европската унија во Скопје, Вирве Вимпари. За 2 години вбризгани се 30 милиони евра во земјоделството преку ИПАР 2 програмата. Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Никол Чабабовски вели дека искористеноста на овие пари е двојно зголемена во однос на ИПАР 1, но дека важно е да се користат за развој, а не за купување на социјален мир. Интервју со министерот за земјоделство Трајан Димовски. Следете на. Пофалби за прогрес и спроведени реформи. Земјоделството е сектор каде што Македонија од Брисел добива плусови и позитивни забелешки. Во однос на напредокот на земјава кон Европа, Европската комисија смета дека токму во ова пола напредуваме добро и во однос на законската регулатива, донесените закони и законски измени, но и во однос на зголемената конкурентност во секторот. First of all, I would like to underline that agriculture is one of the most important sectors economically for North Macedonia, and that's why we are very happy as EU to see reforms and progress in this sector. I can say that there have been reforms in the policy, so legislation has been changed to benefit the economy and the farmers. We have been able to create very good working relation with the Ministry of Agriculture, with the farmers associations and other stakeholders in the sector. So this is I would say the prerequisite for increasing the competitiveness of agriculture. Напредок има и со искористувањето на парите од пристапните фондови, односно ИПАР 2 програмата, која се однесува на земјоделието. Според Вимпари, клучната придобивка од оваа програма е што таа се однесува директно на фермерите и што преку неа тие може да се голесна секојдневниот живот и нивната секојдневна работа. Indeed, there has been increased use of EU funds, including IPAR, for agriculture. And the benefits, I think, of IPAR program is that it supports the farmers directly. So the farmers get acquainted of using the EU funds, applying for EU funds, which they have to do even more when North Macedonia becomes an EU member state. I think this is a very big benefit. Also, we are investing financing directly the farmers, the purchasing of tractors and other equipment for the farmers, modernizing of the farms, so they can directly see the benefits in their work in the agricultural sector. Но и покрај прогресот во извештајот на Европската комисија во поглавјето 11 има и забелешки препораки, што земјава допрва треба да спроведа, а се во насока на зголемување на конкурентноста и квалитетот на земјоделските производи, зајакнување на земјоделските бизниси и модернизација на опремата и на целото земјоделство. I would like to say that with all EU financing, we are trying to help, in the end of the day, the citizens, to benefit the citizens of this country, and in agriculture, especially the farmers. So I would say that the key challenges are that we need to modernize the agriculture. We need to build more irrigation system. We have to have larger parcels for agricultural cultivation. We need to improve the agribusinesses, the quality of the agricultural products, effectiveness of the agriculture, because in this way the farmers can create a bigger income from their products. All the consumers will benefit because they will get better priced, better quality products. I would say that, and also of course we still need reforms in the legislation. The agricultural sector in the EU acquis is very heavy, so it needs, even the EU member states are sometimes struggling with these reforms. Поглавјето 11 е поле каде што преговорите, но и самите реформи се обемни, па честопати и самите земји членки се уште имаат тешкоти со имплементација и следење на европските директиви. Вимпари вели дека сепак, како што ќе почнат и течат преговорите, овие процеси значително ќе се олеснуваат, а придобивките од самото членство ќе ги почувствуваат сите актери во овој сектор.
I would say that the agriculture is one of the chapters, one of the areas where the negotiations will be quite heavy. So it's probably one of the areas which will be agreed upon more close to the actual EU membership of the country. And I think the start of the negotiations will also benefit the farmers, the citizens, the agribusinesses and the consumers, because you become more aware of the requirements of the EU and you start to follow the EU standards more closely. So I think it will benefit the whole sector. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој за 2 години пласирала 30 милиони евра во агросекторот преку ИПАР 2 програмата. Директорот на агенцијата Николче Бабовски вели дека во овој момент искористеноста на тие средства е 37,5% од вкупниот буџет од 80 милиони евра, што е двојно повеќе од искористеноста на средствата во ИПАР 1 програмата. Доколку би правеле споредби на ИПАР 1 програмскиот период и програмскиот период ИПАР 2, навистина има голема разлика и во темпото на користење на средствата, во бројот, начинот на објавување на повиците и сигурно и интересот кај воопшто земјоделците, агросекторот, агробизнисот, заради тоа што направивме одредени измени кои што во овој период дадоа навистина позитивни резултати и така да доколку во претходниот 7-годишен период на ИПАР 1 програмата искористеноста на средствата беше негде едва 17%, во овој момент тие бројки се доста различни. Во овој момент имаме искористеност од 37,5%, односно до денес имаме склучено 1302 договори и во текст се склучува и на договори од мерка 1 и мерка 3 и веќе имаме дадено на располагање во агросекторот 30 милиони евра. Агенцијата го забрзала процесот на искористеност на ИПАР средствата со тоа што го изменила начинот на аплицирање. Со секоја апликација потребно е апликантите да ја имаат целата потребна документација од самиот почеток. Доколку фали за жал и еден документ, таа апликација нема да се разгледува, значи нема повеќе можност за дополнување, бидејќи тоа ни одземаше многу долг период на обработка на тие документи и се случуваше по одреден повик од моментот на објавување на повикот до моментот на потпишување на последниот договор во таа мерка да помини повеќе од 18 месеци, така да апликантот, можем да кажем слободно, и заборавил за што и кога аплицирал. Сега веќе за 5 до 6 месеци се затвора секоја една мерка, договорите навреме се доставуваат до апликантите и можем да кажем дека до крајот на годината ние очекуваме да искористеноста, значи за овој месец, бидејќи имаме навистина зголемена динамика и обем на работа, очекуваме да се приближиме кон цифрата од 40 милиони евра пласирани средства во агросекторот. Со користење на европските пари, земјоделците го модернизираат производството, со што ги намалуваат производствените трошоци и стануваат конкурентни на пазарот. Но според Бабовски, за успех не е доволно да се искористат ИПАР средствата кои се даваат за достигнување на европските стандарди, туку потребно е земјоделците да се здружат. Пред се самите наши фармери, нашите земјоделци треба да сватат, да разберат дека нивната иднина е во здружувањето, значи формирање на задруги, кооперативи, преку кои што тие самите веќе ќе можат на пазарот да ја диктираат цената на својот производ, а не од купувачите или на купците да им диктираат по која цена ќе им го купуваат производот. Тука има една голема разлика и во овој сегмент на вистина мора сите институции кои што сме во секторот земјоделие да поработиме заедно со фармерите, заедно со преработувачите и сите оние кои што се блиски до овој сектор. Бидејќи на тој начин, кога вие го окрупнувате и земјиштето и производството, веќе станувате фактор на пазарот. Една од причините за малата искористеност на европските пари во другите сектори, Европската унија ја посочува немањето капацитет на самите институции. Но клучот за успехот во искористувањето на средствата од ИПАР 2 програмата, според првиот човек на агенцијата, е во луѓето што работат таму. Во оваа институција работеле и работат пред се професионалци. Значи луѓето кои што имаат капацитет, имаат знаења, поминале соодветни обуки, меѓутоа за жал во изминатиот период нивните способности
нивниот капацитет не беше доволно искористен за да можат да се искористат повеќе и од средствата. Исто така направивме една добра поврзаност меѓу сите клучни фактори во ИПАР структурата, а од друга страна со внатрешни мали промени, искрено, направивме да луѓето сватат дека нивната професионалност во овој момент е најбитното нешто за спроведување на ИПАР програмата. Агенцијата деновиве ги очекува новите препораки од Брисел кои се однесуваат на поглавието 11, но пораката од Бабовски е дека вложувањето во земјоделието не треба да биде социјална категорија. Субвенциите од државата, како ИПАР средствата, треба да имаат развојна, а не социјална мерка која треба да купува социјален мир. Министерот за земјоделство Трајан Димковски е задоволен од досегашното темпо на повлекување пари од претпристапните фондови од програмата ИПАР 2 и според него тоа се должи главно на олеснувањето на условите и зајакнувањето на административниот капацитет на институциите. Тоа беше повод представници на Европската Унија да го истакнат ова поглавје со забележан најголем прогрес. Но Димковски има уште попозитивни очекувања за следниот период. Ако ја погледнеме динамиката на искористувањето на ИПАРТ средствата, затоа е и она позитивното видување од страна на представниците овдека во Скопје, дека токму во последната година и пол се направи еден добар исчекор во тој дел, а тоа значи дека се направи одредени промени во законот за работа и функционалност на платежната агенција, каде што роковите беа скратени за аплицирањето, се охрабрија и секако и фирмите, нашата комуникација што имаме, бидејќи најголеми корисници токму од ИПАРТ може да повлечат и најмногу пари се токму овие правни субјекти кои што се делот на преработки, доработки и слично. Диверзификација исто така е исто атрактивна доста во инвестициите и се овие некои показатели во кои што ние добро влеговме во овој период и пак ќе кажем пристапот, односно сервисот, администрацијата, токму тоа треба и да биде према фирмите и дадоа во овој рок дадоа едни добри показатели во кои што веруваме дека ние ИПАР 2, бидејќи иако е периодот 2014-2020 има правило во Европската унија на N+3, значи ние дополнителни 3 години може да ги користиме, така да крајен рок за искористување на ИПАР 2 е 2023. Во овој период очекуваме ние и целосно да ги искористиме планираните средства. Зошто е важно искористувањето на европските фондови од ИПАР 2 програмата? Како тоа влијае на конкурентноста на земјоделството? Па видите, токму тоа и ако ја погледнеме зошто ни ги даваат, зошто ги одобруваат, односно од Европската унија парите преку ИПАРТ, токму е подобрување на конкурентноста, а тоа се, кога зборуваме за подобрување на конкурентноста, се вложување во нови технологии, секако воведување на стандарди, бидејќи токму фирмите кои што инвестираат имат обврска и да ги постигнат овие повисоки стандарди, а се со цел нашето производство да биде поконкурентно на европските пазари. Сите овие, иако ние зборувавме овдека само за ИПАРТ, каде што преку платежната агенција, која е акредитирана 2009 да може да се трошат овие европски пари и нашето очекувањето само тука би доло дека во моментот имаме само 4 акредитирани мерки по кои што може да се користат, тоа се мерката 1, 3 и 7, односно за примерно производство, индустрија, доработки и мерката 7 диверзификација, но исто и до едно позитивно видување што и самото министерство како институција е корисник од ИПА фондовите, кои што директно се менаџираат преку Европската делегација во Скопје и тука имаме исто така значителен прогрес и напредок во започнување на нови проекти, но и успешно имплементирање на проектите. Освен предпристапните фондови за земјоделство, ЕУ во земјава поддржува повеќе проекти во овој сектор. Министерот Димковски вели дека меѓу другите, еден од најважните е функционалната анализа, која веќе е завршена, а треба да покаже колку добро ова министерство ги обслужува граѓаните и компаниите од овој сектор. Се тргна од аспект на функционалноста на министерството, а не потребата од персоналот или потребата од некои интерни политики, туку едноставно како министерството да биде во функција и подобар сервис према земјоделците, према бизнис секторот, но исто така, бидејќи и во моментот ова недела веќе имаме во Брисел 11 луѓе од министерството, каде што се започнува скринингот, така да и министерството биде многу поедноставно, односно прилагодливо на институциите кои што ги имаат и функционалноста која што е во Брисел, односно со другите европски земји членки, каде што полесно ќе имаме и твининг програми, понатаму размена на комуникација и слично. Ова потоа би напоменал дека
Минатата недела 17 земјоделски задруги беа поддржани во зависност од бизнис планот од 40 до 80.000 евра грантови. Значи, тоа е еден проект кој што се финансира исто така од Европска Унија и од ИПА програмите, инаку целиот проект е некаде 2 милиони евра, само 900.000 евра се планирани да бидат дадени во грантови. Исто така може да ги напоменеме и микроакумулациите кои што се значајни за нас. Во моментот веќе тендерите завршија во Славишко поле, каде што е 1,2 милиони евра инвестицијата, каде што ќе може да почне да работат. Понатаму имаме и проекти околу тутунот, односно идејата е алтернатива, изнаоѓање на алтернатива на тутунот, бидејќи знаеме од заедничката земјоделска политика нема директно субвенционирање за тутунот, туку тоа оди се од национална програма. Потоа еден многу битен сегмент е што го викаме проектот е Common Market Organization, значи заеднички пазарни организации кои што треба да функционират, а токму тука и она слабоста што имаме во моментот, а пред се производството без договори, односно непланско производство, каде што се работи со анализи на оние ланци, да кажеме, вклучувајќи ги од примарните производители, од купувачи, преработувачи, маркети, крајните потрошувачи во тој ланец, се до потрошувачот во кој што се настојува да се направи еден добар линк во целина, односно да секој дел или секоја алка од ланецот има свој профит. Европската Унија постојано забележува и на начинот на трошење на народните пари преку субвенции за земјоделството. Според пресметките, за 10 години се потрошени над 1 милијарда евра како субвенции, а ЕУ направи анализа за моделот на субвенционирање на земјоделството и ефектите од потрошените пари. Што откри оваа анализа и кои се насоките што ги добивте од ЕУ токму во насока на промена на моделот на субвенционирање? И кога планирате да го промените начинот на субвенционирање? За забелешките се знаете кај нив дека по килограм и по литар нема субвенции, туку се е ставено по површина или по глава, доколку се работи за сточарско производство. Првичните веќе 2019 направивме еден исчекор, ако можем така да кажем, а тоа е делот да се направи она разграничување, односно знаеме дека земјоделството покрај како еден бизнис сектор или значаен сегмент кој што придонесува или е можда на прво или еднакво со првите во бруто домашниот производ со преработувачките некаде околу 13% учеството. Од тоа негово значење е многу битно, а и покрај економското, но земјоделството има еден социјален аспект, кој исто така имаме, знаеме, ние многу мал фармери, по голем број на фармери со мали површини и со мало, да кажеме, пообем производство. Така да веќе 2019 година имаме завршено, односно имаат пријавено околу 1200 земјоделци и направивме еден социјален пакет, ако може така да кажем, каде што дадовме можност да напоменеме дека сепак ова е едно волонтерско влегување, значи доброволно влегува во таа мерка, во која што се леснети околности, има една апликација. Ова е некој прв чекор, она исто така веќе во нашите програми од 18-та направивме една развојна категорија, кај што ги зголемивме во зависност ако е градинарство за 20% субвенциите, во сточарството се зголемени за 10%, така да тоа беа и насоките и секако дека она што ние бргу не може да го направиме, но почнавме постепено. За 2019-та во овоштарството сите оние пари кои што одеа во индустријата ги пренасочивме по хектар, што значи дека такво пренасочување направивме во индустриското јаболко, каде ги ставивме по хектар за праската, за модрата слива и за вишната, така да ова е еден исчекор во цел и кон прилагодување на заедничката земјоделска политика, но сепак ова се едни чекори во кои што очекуваме да ги видиме прво резултатите, да ги видиме анализите што ќе ни покажат. За сега се покажа доста добро, докато ако минатите години индустриското јаболко се продаваше по 1 денар, сега имаме 3 денари, а да не забораваме дека токму парите кои што одеа за по килограм за индустриско се зголемени по хектар. Така да оваа година или ако споредиме од 2017 кога имавме 30.000 денари по хектар за јаболко, оваа година имаме веќе 50.000 денари. Така да ги зголемивме во тој обем субвенциите во тој дел, се со цел одржување и полесно аплицирање, односно кога зборуваме за тоа и прилагодувањето, значи и поедноставна апликација, односно поедноставно доаѓање до парите, кога велам поедноставно, не со 2-3 пати пријавување и слично. Сепак, генералната оценка на ЕУ е дека земјата е делумно подготвена во секторот земјоделство.
за конкурентскиот притисок од членките на ЕУ, но и усогласеноста на нашата со заедничката земјоделска политика, министерот Димковски вели. Видете, оној дел колку ние сме конкурентни, ние сега може да кажеме дека најголем дел од нашето производство, од земјоделско производство, се пласира и во пазарите на Европската Унија. Но сепак, кога разговараме о тој дел, конкуренцијата не само од европските земји, туку и конкуренцијата од соседните земји. Знаеме дека аспиранти, нели, се Србија, Црна Гора, Албанија, кои исто така тие може да не бидат уште поголеми конкуренти на тој пазар, доколку ние не се прилагодуваме. Ако зборуваме што треба да се прилагодиме, да кажеме, према тој пазар и како ние нашиот земјоделец или нашите фирми да ги направиме поконкурентни, не е само гледање и постигнување на висока цена, туку многу се побитни и влезните трошоци, односно како земјоделството да го направиме рентабилно и да ги намалиме трошоците. Во тој дел можам слободно да кажам дека се планираат неколку големи капитални инвестиции. Пред се ние сме поднебја, поготово во последните неколку години гледаме и овие климатските промени, поготово овие 2 години имаме доста сушен период во кој што доколку немаме наводнување, загубите се многу големи и тука доаѓаме до тоа нерентабилно производство. Значи, вчера на влада помина и предлогот, односно еден закон кој оди во собрание за задолжување до 80 милиони евра за КФВ банката, каде што ќе се финансира 4 капитални проекти во наводнување. Тоа е сегмент во кој ни значи дека за наредни 3-4 години ние ќе го зголемиме површините под наводнување за некаде близу 30.000 хектари, а со самото тоа ќе дојдеме до поголеми приноси, подобар квалитет, стандард и слично, кој што ќе може да го пласираме на пазарите надвор, односно извозот. И исто така зборуваме за еден голем проект, односно тоа се откупно дистрибутивни центри, бидејќи кога имаме зголемено производство, клучното што е, односно тоа е постбербените активности, разладување, пакување во зависност од барањата на пазарот и потребите. И со сите овие елементи, сегменти кои што ќе бидат ставени, очекуваме навистина да го зголемиме производството и да ја зголемиме конкурентноста на домашното производство. Пазарите во Европска унија се доста прибирливи, се скапи пазари, но сепак само добриот квалитет поминува таму. Во Агенда 35 следува вести од Европа, паметни проекти, мобилна апликација им помага на европските фармери да имаат на увид моменталната состојба со европските пасишта. Европската комисија на фармерите во ЕУ ќе им рефундира 467 милиони евра во согласно со уредбата од крајот на минатиот месец, според која износите за резерва за земјоделски кризи, одбиени од директните плаќања за оваа година, може да им се вратат на фармерите од 1 декември 2019 година. Износот првично одземен од буџетот за 2019 година за поддршка на приходите на земјоделците во рамки на заедничката земјоделска политика беше наменет за овогодинешната резерва за земјоделски кризи. Според Европската комисија, кризната резерва не била потребна во 2019 година, иако земјоделскиот сектор се соочи со предизвици, како на пример преземени се дополнителни мерки за поддршка на земјоделците погодени од екстремното време изминатото лето. Концептот на резерва за земјоделски кризи и нејзиниот механизам на надоместок се договорени со реформите на заедничката земјоделска политика на ЕУ во 2013 година. За прв пат концептот е применет во буџетот за 2014 година. Податоци за околу 300 варијабли кои покриваат различни аспекти за фармерството, како на пример општи карактеристики на фармите, земјоделското земјиште, добитокот, работната сила и мерките за поддршка на руралниот развој, ќе бидат прибрани на предстојниот попис на земјоделството кој треба да се спроведе во Европската унија во 2020 година. За пописот ќе се користат различни методи на прибирање податоци, а со употреба на податоци од административни извори, целокупните трошоци за пописот ќе бидат намалени. Во исто време, товарот за фармерите ќе се ублажи, бидејќи истите ќе добијат прашалници кои однапред делумно ќе бидат пополнети. Инаку во рамки на Европската унија, секоја држава членка ќе има за задача да прибере сет на податоци, што ќе значи податоци од околу 10,5 милиони фарми и да ги достави до Евростат во 2021 година. Финалните резултати од пописот на земјоделството во ЕУ ќе бидат објавени во втората половина на 2022 година. Резултатите ќе може да ги користат јавноста, истражувачите, фармерите и носителите на политиките од областа на земјоделие, со цел подобро разбирање на состојбите во секторот и влијанието на животната средина. Околу 1,5 милиони фарми во Европската унија стопанисуваат со 3,4 милиони хектари подовоштарници, покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската унија, а кои се однесуваат за 2017 година. Дополнително, во ЕУ на 2,2 милиони хектари се одгледува зеленчук од страна на 800.000 фарми.
Разгледано по држава членка, Шпанија има најмногу површини за производство на овошје во Европската Унија, и тоа е 1,4 милиони хектари, што представува 40% од вкупните површини под овоштарници во ЕУ. Италија пак е на прво место со површини на кои се одгледува зеленчук, и тоа 400.000 хектари, што представува скоро 18% од вкупните површини под зеленчук во ЕУ. Од површините со овоштарници во ЕУ, 22,5% отпаѓаат на површини засадени со бадеми, а 15,5% под јаболков насад. Кај површините со зеленчук, домати се одгледуваат на скоро 11% од вкупно култивираните површини под зеленчук, а потоа следува кромидот кој го има на 8,1% од вкупните површини под зеленчук во ЕУ. Тревата, односно пасиштата, се сметаат за клуч за профитабилно и одржливо производство на млеко и месо во Ирска. Природниот ресурс од скоро 4 милиони хектари пасишта, комбиниран со блага, влажна и променлива клима, и дава на Ирска значителна компаративна предност во однос на другите држави, големи производители на млеко и месо. Но и покрај овие предности, Државната агенција за истражување, советување и едукација во земјоделството, хортикултурата, храната и руралниот развој на Ирска укажува дека сегашното ниво на трева на пасиштата, израсната и искористена на фармите за крави и овци, може значително да се зголеми преку промени во оперативните практики. За да им помогне на фармерите да преземат соодветни активности поврзани со одржливо управување на пасиштата, агенцијата има развиено веб-базирана алатка и мобилна апликација, која врз основа на податоците од фармерите помага при носење правилни и навремени одлуки. Алатката го олеснува собирањето и чувањето на огромните количини податоци за пасиштата, со кои располагаат фармерите. Па така фармерите, откако ќе ги завршат редовните проценки на состојбата со пасиштата, ги внесуваат податоците во апликацијата, со што е овозможено оценување на перформансите на пасиштата низ годините. Податоци како колку килограми сува материја трева има на хектар на секој индивидуално пасиште, количината на трева достапна за пасење, препорачаната должина на ротација, планери за ротација кои прецизираат тревна површина која фармерот може да ја користи за добитокот на дневна основа, се само дел од индикаторите кои може да се најдат на веб-базираната алатка за управување со пасиштата. Алатката прикажува податоци и состојби во реално време, што е од голема важност за фармерите, за полесно носење одлуки при управување со пасиштата.